Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Денеска е голем ден, кој со светли букви ќе биде запишан во историјата на нашата држава. Денес стратешката определба станува реалност. Денес визијата станува сегашност. Пред пратениците се наоѓа предлогот за ратификација на Северноатлантскиот договор за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО алијансата. Членство во НАТО, со кое обезбедуваме иднината, стабилноста и безбедноста на нашата татковина, на сите наши граѓани. После декларацијата за независност на Република Македонија од 15 јануари 1991 година, денес пред пратениците во собранието е најважниот документ од независноста до денеска. Целиот наш народ, сите наши граѓани се горди на овој историски успех. Северна Македонија, 30-та земја членка на НАТО. Македонци албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци, сите останати граѓани на нашата убава татковина. Заедно сме, рамо до рамо, со најсилните, најмокните демократски држави во светот. По години и децении патешествија, блокади, режим, стагнација, изолација, по години исцрпувачки преговори, конечно го отворивме патот до членството во НАТО. Одлучивме проблемите да ги решаваме, наместо да ги криеме под тепихот. Решивме да им придеме, а не да бегаме од отворените прашања. И успеавме. Успеавме за сите наши граѓани. По 26 години спор постигнавме договор кој го запечати нашиот македонски идентитет, кој што беше оспоруван. Македонци од Република Северна Македонија, кои говорат македонски јазик и имаат своја македонска култура, признаени од целиот свет. Драги мои сограѓани, НАТО не е само безбедност и сигурност. НАТО е многу повеќе инвестиции, пристап до нови пазари, нови работни места. Сето тоа значи повеќе пари кај граѓаните. Уште со договорот од Преспа и со потпишувањето на протоколот за пристапување од страна на членките на НАТО, почнаа да се чувствуваат економските придобивки, да растат инвестициите. Платите ги зголемивме во сите сектори. За само 2,5 години минималната плата ја зголемивме за 60%. Просечната плата има историски најбрз и највисок раст. Економијата од минус 1,8% за само 2,5 години повторно расте и до 4%. Невработеноста ја намаливме на историски најниски 17,1%. Отворивме над 60.000 нови работни места. Тоа е само дел од придобивките од НАТО. Затоа ви благодарам, почитувани граѓани, за поддршката во изминатите 2,5 години. Ви благодарам што го препознавте и го поддржавте концептот на решителност, напредок, градење пријателства, концептот што води кон сигурна и стабилна иднина во едно заедничко општество за сите. Им благодарам на сите пратеници од пратеничката група на СДСМ, на сите пратеници од другите партии и пратенички групи, кои беа свесни за историската одговорност која имаат, за храброст да носат одлуки кои ја менуваат иднината, иако тоа го правеа во нив, за нив исклучително
тешки околности. Им симнувам капа. Заедно направивме пресврт. Од овде, нашата татковина може само напред, никако назад. Нема враќање назад. Одиме со крупни чекори напред. Напред кон стабилност и безбедност, напред кон економски раст и развој, напред кон правна држава и владење на правото. Најавите за враќање чекор назад се опасни, антизападни и антидржавни. Најавите за враќање назад се најави за враќање во времињата на изолација, на блокади, на ембарга и на вета, на кавги со соседите, времиња на несигурност и неизвестност. Нема шанси. Нашата држава предолго беше таму и затоа ние нема да дозволиме повторно да се враќаме назад во мрачното минато. Тие еден чекор назад, ние 3 чекори напред. Нашето место е во Европската Унија и НАТО. Точка. Од тука назад нема. Затоа ги повикувам сите 120 пратеници во Собранието на Република Северна Македонија да бидат на висината на одговорноста што овој историски ден им ја носи. Да се обединат околу она што значи остварување на една од двете стратешки цели, поставени уште од независноста, од далечната 1991 година и денеска да го поддржат. Се работи за иднината на сите наши деца. Овде не станува збор за политички партии, туку за животот на луѓето, за сегашноста и за иднината. Денес Собранието не го ратификува само Северноатлантскиот договор за пристапување во НАТО. Денес Собранието ја ратификува сигурноста и стабилната иднина на сегашните и идните генерации. Почитувани граѓани, сите добро знаеме дека не беше лесно. Постигнавме договор прво со Бугарија, а потоа со Грција и донесовме тешки одлуки. 610.000 граѓани од нас излегоа на референдум и заокружија за, од вкупно 660.000 граѓани кои што гласаа на референдумот. Ниту една друга политичка идеја или опција не добила повеќе гласови во историјата на независноста досега. Нашиот народ превземе големи чекори да надмине режим и изолација и после тоа да се исправи гордо како пријател на своите соседи. Еве, денес во Собранието верификуваме дека вредеше. Народе мој, сега зависи од нас. Ве повикувам со крупни чекори да продолжиме по патот напред, да го забрзаме развојот, да го трансформираме општеството, да ја кренеме македонската економија и да се направиме способна држава. Никој не ни стои на патот. Од нас зависи. Ние заедно можеме многу повеќе, продолжуваме напред. Благодарам. Благодарам на сите. Благодарам стварно на вистина на сите присутни. Сега да им дадам право на новинарите да ги постават своите прашања. Повелете. Дали имате обезбедено двотретинско мнозинство, бидејќи вчера, знаеме, се одлагаше долго време седницата за гласање за потребата за скратена постапка, бидејќи со оној член со кој што се укинуваат бомбите како докази, вие ги обезбедивте гласовите од независните пратеници, но од друга страна ги изгубивте од албанските партии кои што се противат на овој член и велат дека нема да гласаат доколку стои во законот. Јас остварив контакти со председатели на албански партии и со представници на албанските партии.
во државата и сето тоа е сериозно објаснето. Уште еднаш да напоменам, да знаете вие новинарите, пратениците, да знае нашиот народ. Прво, дури и да се пим мерки, обезбедени, со судски пресуди, на основа на само нив не може да се заснова обвинение. Мора да има материјални докази. Сите обвиненија кои што се поднесени до 36 се обезбедени, осигурани и предметите во судските постапки продолжуваат. Впрочем, некои судски пресуди се со правосилни судски пресуди. Истовремено, сето тоа што е покренато после 36, каде што во законот беше јасно опишано, дава шанса на основа на материјалните докази да продолжи. Тоа е Талир 1 и 2, јасно соопштен. Каде што материјалните докази се основа на постапката и дава фер шанса онака како што е вредно за сите заинтересирани страни. Зборувам за одбраната, обвинителството, судот и сите. Истовремено, сите други истраги и досега се правени на слушнат глас, на индици, на слично. Материјални докази ако има, се поднесува обвинителен акт и судовите носат одлуки. А ако нема, никој не е виновен. Затоа јас верувам дека за сите истраги и како има материјални докази, тоа ќе го кажат прво и обвинителство, па после тоа и судство, кое што прво оценува обвинителни акти, а после тоа и носи одлука. Суштината на ова решение е дали нашата земја ќе смогне двотретинско мнозинство, што воопшто не е лесно и ретко се случувало во државата, за да ја осигура правната држава и правдата, или ќе дозволи на бандитите или осомничените за незаконски действија да успеат. Деновиве се прави терор, заканување, плашење, уценување на претениците, заради тоа што криминалот ги наоѓа сите можни пратишта да ја спречи правдата и правната држава. Да победиме со овој закон со двотретинско мнозинство и да се осигураме правната држава. Никој не треба однапред да биде осуден. Но мора да гарантираме дека таму каде што постојат докази, постапките ќе продолжат. Мора да гарантираме дека судовите и правосудството ќе ги носи одлуките, а не политичарите. Да не дозволат никој од политичарите, пратениците, на било кој начин да бидат изманипулирани. Имат другари правници, имат пријатели правници, имат експерти во државата, нека се обратат и нека ги читат законите. Никаде нема скриена амнестија. Го повикува Мицковски да каже каде е скриената амнестија. Благодарение на независната пратеничка група дадоа фер шанса за тоа што досега на опозицијата предводена од ВМРО ДПМН им беше во толкувањето како немање на фер шанса. Еве овозможена фер шансата. Имаме закон кој што во неговото работење беше подпомогнат од стручни експерти од Европската делегација овде во Скопје и од Американската амбасада. Консултирани се сите практичари од Републичкиот обвинител и надоле и другите. Имаме конкретно законско решение кое што е во рамките на европските регулативи. Дозволено. Впрочем, јавно колку што видов, Европската комисија го поздрави законското решение. Затоа и служиме на државата или дозволуваме некој да обстојува во политиката, барајќи начин како да се зацкрие, да нема одговорност од криминалот. Тука е одлуката. Овие денови парламентот ги има во своји раце законските решенија. Комисијата, верувам, почнува, во законски рокови треба да се носи одлуката. Ке се исправиме, ќе ставиме државата и нашиот народ пред нас и ќе носиме одлука, или ќе дозволиме некој со закани, заради тоа што се плаши дека ќе одговара, или негов пријател ќе одговара, па ќе го манипулира некој пратеник и со тоа ќе го намали двотретинското мнозинство. Јас, пред да предложам на влада да го стават законот преку министерката за правда, владата го усвои во недела вечер, сум имал збор од најмалку 80 пратеници. Сум имал збор и толку. Заради тоа што го презентирав решението, ги прифативме сугестиите кои што беа дадени од сите пратенички групи, сум разговарал со сите, но тоа што се случува во моментот е вистинска драма. 10 пати поголем е притисокот врз пратениците од тој што беше за уставните промени, која стоја над нивните глави. Да ги остават пратениците заради тоа што тие се светост во државата. Тие се членови на највисокиот демократски орган во Република Северна Македонија. Ударот и нивната и заканата врз нив е удар врз уставот и врз законите. Не се заканувам на никој, но должност ми е и како граѓанин, и како политичар и председател на најголемата политичка партија да заштитувам
во рамките на надлежностите, законот и уставот кој што постојат во државата. Нека чите секој закон, законот е јавно објавен, достапен е до сите. Нека каже каде е таа скриена амнестија. Нема никаде скриена амнестија. Има гарантирање на правдата и правната држава. На крајот на денот е ќе победи правдата или правната држава, обезбедувајќи двотретинско мнозинство, или ќе успеат тие што се осомничени за криминал, за да не бидат излечени пред лицето на правдата. Тука е суштината на законот. Повелете. Господине Заев, значи уште еднаш, ако може малце попрецизно, имате или немате 80 пратеника и пошто неколку пати кажавте дека се врши дека е вистинска драма, се врши сериозен притисок врз пратеници, врз кои пратеници и кој врши притисок? Ево вака. Раководството на ВМРО да помене. Дел од нив и пратеници. Генерално осомничени или веќе обвинети луѓе вршат пред притисок врз пратеници. Секој има шанса да докаже своја невиност согласно закон. Секој. Има забелешки во законот, се избори независната пратеничка група да добијат сите фер шанси. А при тоа, владењето на правото, правото во раците на правосудството, да остане комплетно и никако поинако. Има шанса секој да докаже своја невиност. Не можеме да бидеме ни НАТО без правна држава. А не ЕУ да очекуваме, па и трансформација на нашиот систем. Овој закон е структурен и многу важен. Во судница владее кривичниот законник, законот за кривична постапка, кој што постојат, но и овие закони, кои што се лекс специјали за јавните обвинители, кои што ги оформуваат самите предмети. Дефинитивно, уште еднаш апелирам на вака директни одговори. Државата наша и правната држава е во прашање со овој закон. Не случајно барат, молат, доаѓаат во посета сите и кажуваат донесете го законот. Законот ако не сега ќе треба се донесе после изборите. Зошто да не го донесеме досега ако биде аргумент плюс на тие што одлучуваат за втората стратешка цел на нашата држава, на денот кога ја објавуваме и се радуваме на успехот на првата стратешка цел. Така да јас ги немам пратениците, нивните гласови во рака, во раце или слично. Тоа се пратеници. Секој од нив е многу свесен и секој од нив е индивидуа со свое семејство, со своји деца, со своји роднини и пријатели. Сите сме во ова наша мала земја на Мегдан секаков. Секој од нив е прво одговорен за тоа што е избран, тие ги представуваат нашите граѓани во домот на демократијата, парламентот. И тие носат одлука онака како што чувствуваат во своите гради, во својата глава, согласно устав и закон. Јас верувам дека ќе донесат исправна одлука. Законското решение буквално го недриме 2 години. Експерти можеше до сега господин Мицковски да ги ангажира сите домашни и сите странски експерти да направи предлог закон и да го достави. Излегуваа на пресконференција дека утре, задутре, за една недела ќе дадат законско решение. Каде е законското решение? Зарем треба да појаснам јас, кој што сум опонент на опозицијата, зошто е целото ова? Зарем не е јасно што е ова? Избегнување од одговорност е ова. И ништо друго нема ова. Затоа во земја во која што народот наш знае се, ние политичарите може да мислиме дека не знаат луѓето се. Знаат се луѓето, се знаат. Да не се паднеме, правиме паднати од Марс, да бидеме со очи отворени, да бидеме гласни, ова е слобода и демократија, секој може да каже што сака и никој не треба да се плаши од тоа што ќе го каже, и тоа е денеска така. Се работи за нашата земја и преку законско решение дали ќе ја гарантираме правната држава, владење на законот, владење на правото и закон еднаков за сите. Дали ќе имаме 80 Мегданот е веројатно до крајот на оваа седмица, кога по деловникот за работа на парламентот, председателот, а и комисиите и парламентот, пратениците ќе одлучат дека ќе дојде чинот на гласање. Тогаш ќе видиме. Во најмала рака за мене е значајно што дојдовме да имаме збор од 80 и да пуштиме законско решение. И тоа е порака до Холандија, до Данска, до Франција, до Германија, до Австрија, до сите. И тоа е порака според мене. А ако го усвоиме, и те како е порака. Сакаме да бидеме со семејството на европските земји. Ајде да одлучуваме. Повелете.
Господине Заев, дали воопшто сте биле во контакт со премиерот Спасовски во врска со случај со таблата во министерството? Денеска министерката Мизраи кажа дека е спремна да плати казна од 5000 евра само за да не стаи двојазична табла што ќе биде и на албански и на македонски. Затоа што така нели законот. Благодарам, вистинско актуелно прашање, еве прилика јас да дадам свој коментар кој што не сум член на владата. Знаете како, сите видовме таму дека има нова табла. Сите знаеме дека старите табли пред уставните промени останале. Некои ги уништиле, некои стоеле. Но има нова табла. Поранешната министерка за труд и социјална политика има држано пресови, изјави и се со нова табла. Се работи за устав и за закон во државата. Зборуваме за правна држава, за устав и за закон. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, очекувам конкретни чекори да преземе како пример за почитување на законот и уставот. За деталите ќе опрашате нашиот премиер Оливер Спасовски. Повелете? Повелете, Лукче? Споменавте дека има притисок кон пратениците, па би сакал да ве прашам, како ќе го прокоментирате тоа што на само 10 дена пред гласањето компанијата на пратеникот од независната група Крсто Муковски доби 1 милион тендери од државата, значи зборувам за евра, и второ, во исто време денес излегува информации дека компанија на неговиот брат добива концесија за очна болница во Карпош, која кошта 600.000 евра годишно на 35 години, значи околу 17 милиони евра. Како ќе прокоментирате тоа што фамилијата на овој пратеник, кој нели вечерва ќе одлучува за законот за обвинителство, баш во овој период толку многу пари добива? А во поранешниот период има ли добивано? И во времето на ВМРО има добивано. Ама тогаш ви обвинувавте, вие имавте пресконференција. Значи, секој во државата, дали од СДСМ или од ВМРО, да помне, ако има членови на своето семејство, војко, брат, може да конкурира согласно законите на тендерите. Ако мислите и видите дека има некаде незаконитост во било која постапка, вклучително и за тие кои што денеска јас прв пат слушам. Прв пат слушам, сведоци сте и вие и народот преку камерите. Прв пат слушам. Јас немам време да знам кој кога, каде добил тендер, каква концесија добил, лиценца или не знам што. Но, ако согласно закон тоа е направено, тоа е согласно закон. Ако не е, извадете го, дека не е. Веројатно, ако прашате за инвестиција во очна болница или во слично кое што добил дозвола, секој во државата што ќе ги исполни условите, може да добие дозвола за се што сака да работи. Ние сме демократска земја и слично. Проверете му на тој господин, не знам кој е собственик, дали таму стои кредит зад него, дали повлекол кредит, дали се собствени пари, да ги каже од каде му се парите, може слободно да ги прашате. Има пренесено јавно овластување. Така, предадена е дозвола за очна болница. Прашајте го човекот. Ќе ви каже сите детали веројатно. И на крајот денеска се е отворено во нашата земја. Можете на секој да му проверите и потекло, може да видите од кај му се парите, може него да го прашате, може да го пречекате од домот кој излегува, на работа го влегува, да го прашате. Апсолутно, законите важат за сите и сите имаат равноправно право. Многу фирми во тоа време, кои што работеа за времето на режимот и денеска работат. Не им фали влакно од главата. Победиле на тендери? Победиле. Биле најконкурентни? Биле најконкурентни. Тоа е слободата и демократијата за која што се боревме. Јас се гордеам со тоа. И затоа не е коректно да се фрла негативно петно, лоша дамка или обвинување према некој. Сите пратеници кои што имаат своји ставови јавно си ги кажуваат своите ставови. Како ќе беше да имаше така храброст господинот Мицковски, како господинот Крсто Муковски, кој што го спомнувате во конкретниот случај, да преговара и да договара фер закон. И доби фер закон. И успеа во преговорите. При тоа, без да се нарушат линиите на европската регулатива во едно вакво законодавство. Тоа требаше Мицковски да го прави. Но не го интересира како, само да паднат предметите, да се избега од одговорност, да не се оди по судови, да нема закон, па ќе дојде 15 септември и баги, готово ќе падне законот за СЈО и сите да бидат слободни. Таква држава сакаме. Ако се слободни, суд треба да одлучи дека се слободни. А не да играат на скриената варијанта да нема закон и да се ослободат. Тоа е во суштина целата работа. И да не бегаме од тоа. Нашиот народ е исправен пред тоа. Ние може да бидеме левичари или десничари. Може да бидеме и неопределени.
Но сите сме македонци и граѓани на оваа земја од другите етнички заедници. Ова е нашата земја и ова го должиме на земјата и на децата кои што доаѓаат после нас. Ништо повеќе, ништо помалку. Повелете? Огнен Чанчареви, телевизија Телма. Да знаете. Вака, на денешно урочиште за рекет беше во рамки на доказната постапка материјални докази беа изведени вибер комуникацијата помеѓу вас и прво обвинетиот Бојан Јовановски. Станува збор за датата 16 април 2019. Тоа значи негде 2 недели пред официјално да биде отворена истрагата. Цитирам од презентираното. Ги видов доказите, огорчен сум и пред сериозни одлуки. Ова што се случува е грозно и јас како председател на владата сум должен и ќе постапам. Вие го известивте обвинителот, како што се сеќавате. Ама го известувате и Јовановски дека... Ми пушта порака човекот. Добро, и он инсистира, исто така, тој инсистира на средба. Дали имаше средба после тоа? Не имаше средба секако. За мене, веќе информациите дошле и тоа е индиции за сериозен криминал. Како ретко кој случај и во Европа, јас сум постапил, сум го пријавил случајот. И не само тоа, како вршител на една од најмокните функции во државата, сум создал простор, јас и нашите институции, обвинителството независно да работи. Без разлика до каде ќе допре. Некој викат, Господ те штител, си внимал во повраките. Не. Си таков или не си таков? Тоа е прашањето. Самите пораки се денеска и доказ. Јас и не знам за пораки, не може да се сеќавам на се. Се самите пораки доказ. Каков сте? И викате, не ме интересира. Може да бидеш газда ти на провладен медиум. Може да подржуваш моите политики. Може да ме величиш колку сакаш. Си се огрешил пред закон, има да се одговараш. И сум го направил тоа. За разлика од минатото, кога зборувавме за милиарди зборувавме. Слушнавте некој случај? Тогашниот премиер Груевски да пријави. Па некој од раководството, тогашно и сегашно. Има разлика. Има разлика и тоа секојдневно се докажува. Не Господ го чувал, некој вика, бе, Господ те чувал, заев, ти си, знаеш, и пораки што си ги пушал. Не, или си таков, или не си таков. Тоа е, ако сакаш да го зашумотиш, премиер во државата и те, како може да скрие што сака. Или може да биде пример како треба да постапува правна држава. Вакви случаи, сите ние интегрирани во интернет сферата, во сајберот, знаеме дека се случуваат и во многу развиени демократски земји, ги има насекаде. Прашањето е, кога ќе се случат вакви случаи, што прави државата? Еве што направивме ние. Пример, како се гони, веќе има една пресуда паднато, сите знаеме дека ќе паднат и други пресуди. Тоа е разликата, дали сме европска земја или остануваме назад во минатото, од тоа минато кое што сите сакаме да избегаме. Повелете други прашања? Рековте дека не треба да чекаме да дојде 15 септември, за да немаме после специјално јавно обвинителство и од другата страна бомбите да не важат веќе како материјал на судски рочишта. Дали значи ова дека вие се плашите дека ќе губите на парламентарни избори и дека ако имаме промена на власт нема да има ништо од специјалното јавно обвинителство за кој вие се залагавте? И второто прашање ми е за предизборните коалиции. Вчера лидерот на Движење Беса Билал Касами на емисијата Клик Плюс рече дека ако има добра понуда од СДСМ ќе прифаќат да коалицираат со вас. Која ќе беше ваша понуда за нив? И дали сакате да коалиционират со... Значи, прво, на првото прашање, специјалното јавно обвинителство веќе во делот на обвинителите не постои. Администрацијата се уште е таму, прима плата, се надевам овие денови ќе најдат начин како да им се исплати платата. Луѓето ниту може да излезат, ниту можат да останат. Треба да им се исплати платата, така е по закон. За делот на обвинителите, тие се веќе под надлежност на државниот обвинител. Сите се вратени таму од каде што дојдоа, предметите се осигурани и тие се во судски рочишта, а истрагите се под контрола на државниот јавен обвинител, распоредени, верувам, се работат како истраги, така да во делот на предметите тоа е обезбедено. Владеачката гарнитура се плаши дека нема да се донесе закон сега или после изборите, што ќе победи Социјалдемократскиот сојуз, ќе победи. Но тие викат сега нема да се донесе закон, после нема да се донесе закон, ќе дојде 15 септември
И тука им е всушност надежда. Тие знаат дека нема да победат. За да се дрзнеш вака безобразно, да го штитиш криминалот, по цена на се што се знае во државата, и да изгубиш, само законот да не се донесе. Ова ги поминува сите граници. Ова го нема у Тунгузија. Вака да се бориш, за да го заштитиш криминалот по цена и да изгубиш избори. Тие знаат дека ги изгубат изборите. Но веруваат дека после изборите ќе биде многу потешко да се дојде до двотретинско мнозинство за овој закон. Заради тоа има веќе прекршени пратеници кои што се слободоумни, кои што еднаш направиле чекори кон државата, ставајќи ја партијата назад како поневажна. И затоа калкулираат со ова денеска. Така да јасно име на нив што ќе се случува. Покажуваат анализи и истражувања, јасно име како бел ден што ќе се случува. Но единствено потенцирам им е важно да не одговараат. Не сакам јас никој да оди у затвор ако тоа не му се докаже. Никој. Да не се разбереме грешка. Сакам и должност ми, како што сакате и вие и должност ни е, да се осигура судот да ги носи одлуките, на основа на докази и аргументи. Ако има, секој да се одговара. Ако нема, секој е слободен граѓанин. Тоа е во суштина работата. Во делот на коалицирањето, вредностите за кои што сме се бореле, за кои што сме се залагале. Многу често јас ќе почнам од тој 17 мај 2015 година, кога јавно пред владата на големата улица овде на булеварот ја отворив идејата за едно општество за сите. И во мојата политичка партија, другари околу мене во раководството имаа резерва. Дали тоа е баш паметен потик? Дали тоа нема да значи губење на гласови од македонската етничка заедница? Верувавме до небото дека ова наша мултиетничка земја треба да биде единствена. Треба да бидеме заедно, со еднакви права и со еднакви обврски. И денеска обстоивме. И денеска, за разлика од нашите противници, ние имаме единствено право да размислуваме за коалиции со албанските партии после избори, пред избори и слично, посебно пред избори. Зошто? Заради тоа што тоа е многу природно, многу нормално, поддржувачите го поддржуваат, а и поддржувачите на албанските партии го поддржуваат. Ако господинот Мицковски само помисли да влезе во коалиција предизборно со некоја албанска партија, тој ги подготви неговите гласачи да бидат против тоа и ќе бидат против тоа. Затоа тој не може да влезе во никаква коалиција пред изборите. Дури и албанците во државата кои што гласат, нема да гласат за вакви националистички поставености. Јас сум кажал, во 21. век има многу отрови. Најопасен отров е национализмот. Тој го користи и го предупредував. Ќе забореви некој ден да ги измие раците. Па ќе се отрови од самиот отров. Национализмот е зло на 21. век. И затоа ќе се ја плати секој цената онака како што правел. Став за преспански договор нема, став за референдум нема. И ако немаш став, ќе останеш малку подолго во опозиција. Им кажував, не сте подготвени да победите. Затоа што мора да имате ставови. Така да ние остануваме отворени, иако се објави одредени соработки со албански партии, напоменувам отворени према сите партии. Ние имаме прво коалиционен партнер ДУИ, со кој што тераме агенда до работењето на парламентот, до оваа влада и сме заедно. Заедно постигнавме историски работи во државата. Секако соработката наша е отворена и со другите албански партии. Не значи само ние да сакаме, нели? Треба да значи и другата страна и на крајот треба да покажат анализите. Стоиме, веруваме во исти вредности, ќе застанеме за заедничка програма. Тогаш веќе се отварат патоштата за коалиции. Ова токму во моментот го анализира Социјалдемократскиот сојуз во овие денови, заради тоа што листите се поднесуваат по роковникот од ДИК некаде до 17 март. Денеска сме 11 февруари, значи имаме уште еден месец и неколку дена, плюс за да ги направиме тие анализи, штом ќе донесеме одлуки, ние веднаш ќе ги соопштиме. Драго ми е што гледат во нас партнер, една партија која што веќе се изјасни. Верувам дека и другите може да се изјаснат дека гледат во нас партнер, токму заради тие вредности за кои што зборувам. Ви благодарам на сите.